До крајот на оваа година нема да има казина и облажувалници во близина на основните и средните училишта. Ќе исчезнат и светлечките и агресивни реклами со кои досега луѓето се залажуваат да учествуваат во игрите на среќа. Со новите измени на законот кои беа изгласани вчера, ќе им се даде рок на приредувачите на игри на среќа да ги спроведат новите правила во рок од 6 месеци. Оние кои нема да го почитуваат законот ќе се соочат со високи казни. Граѓаните во целост го поддржуваат новиот закон. Има и такви кои се сомневаат во неговата ефикасност и бараат уште поригорозни мерки. Да, секако во секој смисол, значи на зборот го поддржувам и најлошото нешто се тие облажувалници, спортски кладилници, сите игри на среќа. Ја мислам све да се укине тоа и тоа овие готови пари, све тоа треба да се, тоа се све лихварство. Требаше многу порано да се донесе. Све треба да се затвори, не 500 метра. Што е 500 метра? Поддржуваме, да. Ево портала има 7 комада. Новиот закон предвидува сите коцкарници да бидат оддалечени најмалку 500 метри од училиштата. Значајни промени има и во рекламирањето. Се забрануваат агресивни реклами и билтени кои создаваат впечаток дека коцкањето дава пари и решенија за лични или пак социјални проблеми. Со новиот закон целта е да се тргне коцкањето од секојдневието, особено кај младите и малолетниците. Од новиот закон нема да куртулат ниту оние кои приредуваат така наречени гивови и наградни игри на интернет. Тие ќе мора да имаат посебна дозвола, а ќе плаќаат и данок на државата. Лотериите и онлайн игрите на среќа ќе ги приредува исклучиво државната лотарија. Новитет е и поставувањето на GPS системи на секој апарат за коцкање што ќе биде поврзан со УЈП, со цел да се спречи нивното нелегално поставување. Од 60 до 120 милиони денари од профитот на игрите на среќа и понатаму ќе одат на инвалидски организации, здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст. Од владата очекуваат новите правила да придонесат за намалување на нелегалното приредување на игри на среќа, подобра заштита на малолетниците, поефикасен инспекциски надзор и поголема усогласеност со европските и меѓународните стандарди.